Гренланд е зафатен среде арктичка зима, сепак вниманието на светот е кон овој далечен остров. Сино на американскиот председател Доналд Трамп јуниор неодамна отиде во главниот град Нук, офанзива што траеше само неколку часа. Говорејќи од овалната канцеларија неколку часа по неговата инаугурација, председателот Трамп го повтори своето тврдење дека САД треба да ја превземат контролата врз Гренланд од Данска. Мојот син и представници отидоа тамо пред 2 недели. Ние им се допаѓаме. Значи, ќе видиме што ќе се случи. Но Гренланд е неопходен. Не е за нас. Тоа е неопходно за меѓународната безбедност. Гренланд е дел од Данска, но населението на островот од 57.000 ужива висок степен на автономија. Владата на Гренланд има едноставна порака за светот. Ние не сме на продажба. Трамп одби да отфрли економска или воена опција за да ја превземе контролата врз Гренланд. Неговите коментари ги вознемирија европските сојузници, но Гренланд гледа простор за разбирање со Вашингтон. Ако читате меѓу редови, јас слушам 2 пораки од САД. Едната е дека треба да се погледне аспектот на национална безбедност и ние сосема се согласуваме со пораката на САД во тој поглед. Ние се обидуваме да се залагаме за тоа веќе неколку години. А другата перспектива е, другата порака што ја слушам, е сакаме да се вклучиме повеќе во гренландскиот минерален сектор. И тоа на вистина е лесен успех. Гренланд треба да одржи избори најдоцна до април. Владата сака истовремен референдум за целосна независност од Данска. По вековна данска контрола, политичките ветришта на промените во Гренланд стануваат се посилни, вели локалната новинарка Арнак Нилсен. Сега станува збор за многу повеќе од комплицираните односи меѓу Данска и Гренланд. Одеднаш тука е Трамп јуниор и сето тоа експлодира. Мал број луѓе овде на вистина се срекни што Трамп јуниор дојде. Мал број пак на вистина не се срекни што доаѓа овде. Чувства засилени од социјалните мрежи и YouTube инфлуенсери дојдоа на Гренланд делејќи американски долари и бейсбол капи. Не сите го поздравуваат ова. Гренланѓаните изгледаат поделени околу интервенцијата на Трамп. Мислам дека сме во ужасна ситуација. Нашите политичари се справуваат со ова тотално погрешно. Тие се заведени од нешто многу поголемо отколку што може да поднесат. Во моментов Гренланд го има вниманието на целиот свет. Тоа е навистина добро и време е Гренланд да добие поголемо внимание. Се чини дека тоа внимание ќе продолжи. Вниманието на светот сега е вперено кон Гренланд, но како што се интензивира дебатата за иднината на островот, неговите жители велат дека само тие треба да одлучуваат за нивната иднина.